лека ноќ. Јас сум Јована, а како и секогаш до мене е мојот колега Петар. Ја гледате вечерната на Телма и се надевам дека ќе уживате со нас. Петар? Да, добра ноќ или лека ноќ и од мене. Ние во денешната емисија ќе имаме безброј гости. Од нив можеме да ви кажеме, како што и во вчерашни кажуваме, кои нема да гостуваат, а тоа сигурно ќе бидат Джастин Бибер и Джей-Зи. А од многуте гости кои што денеска ќе бидат во студиото на Телма, можеме како први да ги најавиме нашите Цеце и Марче. Драго ни е, да, навистина убава вечер со вас во студиото на Телма. Можам да кажам дека би сакали ние да сме вака свежи во вашиот термин. Во овој термин? Да, одлично изгледа. Барак Обама ни доаѓа денес? Барак Обама за жал нема да доаѓа. Откажи во последен момент. Ништо мислевме дека ќе имаме дамата Телма во студиото, меѓутоа во наредна прилика, односно таа кокошка која што ја најавувавме, меѓутоа во следна прилика, нели тоа што го погледавме во една од епизодите. Требаше мажот да дојде. Тоа беше кокошката убавка, требаше муши да дојде. Се луташе зашто само таа. Да, убавка. Интересни. Да, мажот ќе ни се представеше допрва, но не можеше со превозот исто како и Обама, него му доцнаше автобусот и тоа. Да, Барак Обама од Америка директно со автобус, така требаше да биде. Така беше. Да, ама ги задржале на граница. Сериозно, многу ни е драго што некако од минатата недела имавме овој концепт заедно со Цеце, па и некако се согласивме заедно, бидејќи заедно зрачиме и продуцираме убави работи на фреквенцијата на Телма телевизија. Пред се ќе ја прашам колку епизоди поминаа на вчерашни вести до сега? Пред да го официализираме разговорот потоа. Сега ќе ја спремаме 8-та, односно веќе се полека се подготвува со тоа што во недела ќе имаат можност да ја видат 8-та епизода, веќе втор месец не гледаат. Не знам дали сте свесни дека имате веќе армија од ваши фанови. Тоа се покажува не само на социјалните мрежи, туку генерално и на улица, а дури и на мене пријателите ми кажуваат честите им. Да, јас да ти кажам, приметувам дека луѓе на улица не застануваат и тоа посебно мене баш ме радува што не препознаваат луѓе и што ни даваат поддршка. Да. Убаво е да се биде дел. Посебно на Петар многу му се пуштаат девојки. Така, готово, значи почна. Сега го заседнуваш Джастин Бибер го спомена. Време да тоа жениме, така? Не си веќе во цутот на младоста. Не знам дали ја гледавте минатата епизода, меѓутоа нашиот гатач, си имаме и ние гатач нормално како секоја институција. Рики кажа дека Петар не можел да се ожени. Сега ќе видиме колку е тоа точно или не. А оптимална временска рамка ти даде или барем за сега? Нема со оглед на тоа што јас сум млад, нели, имам време. И не толку убав како Јована. Добро, има иднина и за тебе. Јована уште помлада. За тебе што кажа гатачот ваш? Па ништо особено, мене ништо не ми погоди. Да, јас го прашував, ама баш ја не верувам многу во тие гатачи. Па ќе видиме. Дали погодил нешто. За мене не кажа ништо за мажење. Ми рече дека сум млада, да, уште. Ќе очекуваме надградување на оваа приказна. Ние се шегуваме, Барак Обама нема да ни дојде, ниту Джастин Бибер, многу ми е жал што вака ја одбија поканата, да, баш тита, но ајде да кажеме што денес навистина ќе имаме во емисијата. Освен гостите од вчерашни вести, Марко, да споменаме нешто што би го задржало нели вниманието на нашите гледачи се до 12:30 се разбира и денеска траеме до 12 часот и 30 минути заедно со оној дел на Марија Танасовска 0M+. Тамо би сакала да потсетам дека ќе гостува Виолета Наумовска, жената која што изработува домашни македонски сликовници, така што ако имате деца, ќе имате и соодветна можност нели да дознаете нешто повеќе на таа тема. Прекрасно, инаку мора да признам дека колешката Цеце е задолжена секогаш за убавата нега на дамите, особено и за младите. Секако, меѓутоа повторно од феноменалните Лаш козметика ќе имаме прилика Ангел Јошев да го имаме во студиото, така што ќе имаме и подароци за вас. А и меѓу другото ќе влеземе во внатрешноста на Лаш козметиката, па малку подетелно ќе ја објасниме за кој тип на луѓе кои може да ја користат оваа козметика и така натаму. Петар, Јована, идете ли често во градскиот парк во Скопје? Па одиме. Јас сум во паркот. Има тамо Петар девојчиња. Повторно се враќаме на истиот момент. Шала на страна, муабетот ми е дали сте ги сретнале момците од Вело кафе, дали пиете кафе кај нив? Да, ми се допаѓа. Да, пријатели, пошто сме секој ден во паркот и веќе се задруживме со луѓето, живееме, да. Супер. И тие се и наши пријатели, а официјално ќе имате можност да ги запознаете некаде околу 10 часот и 30 минути, односно веднаш повторите вести на Телма. Тие ќе бидат наши гости во утринската на Телма. Ви сакала да ја споменам и новата тема од Телма Амбуланта. Ќе зборуваме на една
одлична и секогаш актуелна тема инвитро со доктор Бирол Ајдин ќе зборуваме на оваа тема некаде во 9 часот и 30 минути, оној стандарден термин предвиден за здравствените теми. Па ако не се лажам, ова е прв пат инвитрото кое што ќе биде во рамки на Телма утринска на Телма. Така што ќе имате прилика повторно за сите небулози и прашања, телефонските линии ќе бидат отворени токму 9 часот и 30 минути па се до 10:15. Што има повеќе, ќе музицираме, ќе уживаме со новото музичко име, па практично ќе биде релативно музичко ново име од Jalbi Production или пак новата продукција на Роберт Бибилов. Елена Милинковска ќе имаме за самиот крај како велат срешата на тортата, така што ќе имаме прилика да се збогуваме на убав начин, барем пред нашата колешка Марија Танасовска. Меѓу другото ќе споменеме дека наградуваме повторно од нашите културни установи, односно Градското кино Милениум, а секако и книгата тука, некаде книгата. Тука некаде на полициве позади нас. Да, меѓутоа како и да е, ќе имаме прилика, ако не се лажам, издавачката Куќа Култура. Не. Која е оваа недела? Икона. Оваа недела. И ти треба да одиш во тимот на вчерашни вести. Взимаме одма. Супер. Јована, Петар, споменавте дека работите голема екипа на вчерашни вести и одлична екипа, меѓутоа ви имате друга практика, пародија правите. Сега ние имаме еден друг дел во нашиот утрински час. Тоа сакам да ве прашам. Ние обично почнуваме од крајот, меѓутоа кај вас ќе ни кажете како е редот. Да. Од почетокот. Со оглед на тоа што сте ни гости, пак ќе го проследите заедно со нас овој прв половин на час. И се допадна? Кој вчерашни вести или хитов? Хитов добар. Да, мене момци, тоест момциве, девојкиве и момчева. Повеќе ми се допаѓаат. Повеќе сме машки тим, така што се навикнав да бидам дел од момците, нема проблем. Да, ние инаку зад камерите бидејќи снимаме долго време видено, нели, како колеги и пријатели, па така што си ги започнавме некако темите, меѓутоа ајде да испровоцираме убава тема денеска да ги разработиме, бидејќи ние периодов досега барем оние убави концепирани, јас би рекол, емисии кои што се даваат на фреквенцијата на Телма досега ги имавме, така што драго ни е што ја отворивте утринска на Телма или како беше вечерната програма. Вечерната, да. Ајде да започнеме од почеток. Како се разви приказната? Знаеме дека генерации растевме со феноменалните К15, меѓутоа одлично искуството да бидете сега дел од тимот и некако ребрендинг направивте, но буквално јас би рекол освежување за македонските медии. Малку е поинакво. Бранко Огњановски или Миле Паника. Да, ја имаше идејата за да се направи нешто вакво, односно ја имало уште многу одамна и тимот го собра уште во декември, кога направивме неколку пробни епизоди или да видиме се како ќе изгледа. Нас ни се допадна, да, ни беа смешни, интересни и одлучивме дека во прв момент кога ќе се снајдеме нели со на која телевизија ќе одиш од се останато, дека ќе почнеме со вчерашни новости, дека ќе се потрудиме тоа што ние го направивме во декември, во јануари, да им го пренесеме и на гледачите, па да видиме можеби нив ке им се допадне. Јас случајно ве открив во дневните печати и кога те видов тебе, бидејќи си долги години дел од нели пријателскиот круг на Цеца и Марко, драго нешто и јас реков совршено си се совпаднал во тој тим. Како се случаите да се знаеше со Миле Паника од претходно или? Не, јас исто сосема случајно ме прозва да речам Бранко, некои луѓе од тимов со кои што работиме, со некои се познавам, имам работено и сум многу среќен поради тоа. Со повеќето од луѓето не се знам, со Јована не се знаев нисто. Ама хемија, одма кохезија да работи. Да, ме радува многу што има убава хемија во тимот, во екипата, што убаво се работи, што има позитивна енергија и А и ретко кој може да одолее на тој вокал, Петар. Тоа сакам да споменам. Се разбира. Ајде кажи еднаш, ова е утринска на Телма. Ова е утринска на Телма. Како звучи ова? Како старата гарда на Бранка Станковска. И секако јас споменав на самиот почеток дека голем тим макотрпно работи на секоја следна епизода вчерашни новости, и секаде се присутни, значи тоа е нешто неверојатно. Мислам ние нели во студиото, нас не е прелесно се седиме, ама тие што се тим на репортери нема во Македонија, така? Нема. Се сложувам. Езерка, здравоживо од соседната страна. Ни дојде и тука во студиото, дури навистина секаде ме има. Да. Езерка, да, или пак позната како Симона, драго нешто и ти си дел од тимот, јас ти кажав и за Симона е позната кој Езерка. Како Езерка, да. Драго ми е што си, јас ти споменав дека си вистинско освежување во овој тим и драго ми е што некако ја велам луѓето не секогаш треба само во говорот да прават нели пароди, туку треба и самиот body language да го имаш тоа во себе. Ти тоа го имаш како цел пакет и драго ми е што си дел од вчерашни новости. Како се снајде во Слушал дојде тука? Извинете, јас само малце сакам на кратко да им се обратам на гледачите ако не ви е проблем.
Здраво, драги гледачи, се вклучуваме директно од утринската на Телма. Требаше јас да ги најавам значи, нашите драги спикери Јована и Петар, кои што се тука, нели, сакам да им поставам неколку прашања, исто и вас ако може. Слободно. Како се осеќате? Дали сте како дома. Како дома? Да. Фала на прашање. Во другото студио сме како дома, ама тука ние да. Добро, ете не суседско студио. Да. Многу добро изгледате, морам да ве похвалам и вас. Фала и тие, Зарка. Група од прекрасни луѓе. Не знам, тоа беше све од нас за вчерашни. Се гледаме повторно во недела во 19:10. Меѓутоа секако ќе останувате што неколку минути со нас во утринска антилма, бидејќи драго нешто сте тука со нас да го отвориме ова најново издание. Ми не знаеш што ме интересира, Марко, како изгледа секогаш последни да ги дознавате новостите, а секаде ги има вашиве репортери? Па стварно не знам. Они Умешност треба трчаат, и ама за тоа. стигаат на крај, да. Никој не им јавува кај што се случува, мора сами, тоа е тоа. Да. Сакам сега едно прашање. Не се нарачани прашањата. Не се нарачани. Да. Мора да признам Тоа да дека потенцираме. еве ова е дел од вашите активности, еве Езерка. Ова е еден од најинтересните јас. Останатиот дел од тимот, значи тоа позади е ние го викаме Моџо, останатите го викаат Спиро енергија, до него е Владко, инаку тоа е братот на Бранко. Ова е снимањето на Dick Bastards, еден од моите омилени, морам да кажам, прилози во првата емисија. Многу добро Со помнам. тоа што тука за прв пат се појави и еден од главните ликови кој што е сега, мислам дека ќе го видиме моментот каде што всушност го забележаа неговиот огромен талент, морам да кажам, за глумење. И потоа почна да се појавува на многу други места. Предпоставувам дека ќе одат уште малку инсерците, само позади дечкото што се удира во зидот. Да, тоа е Душан, Дуци. Потоа имате можност да го видите буквално во сите улоги, еве го. Да, ова беше неговата прва улога која се што проби, ова одлично му е ја прва, игра. да. Фасцинантна улога. Да. И се гледа дека знае да глуми. Значи гледате додека разговараат. Кои се овие двајца? Цело време сум. Ова личи на мене, јас сум. Вистинските протагонисти во приказната. Да, а до мене Петар секако нешто се чуди. Да, ајде да ги споменеме и луѓето од останатиот тим, тоест луѓето кои што постојано нели се заедно со вас, работите, споменавте има убава енергија, кохезија и така натака. Не се тука, но се некаде на терен. Значи со нас е Бистра, со нас е Ѓорги, кој што е режисер. Бистра не организира и не држи во ред. Потоа со нас е оние кои што ги пишуваат текстовите, со нас е како што веќе кажав, Моџо и Владко ги видовме, потоа Гатачот кој беше? Гатачот не е Моџо. Моџо? Тука што беше, да, помошникот Big Спиро енергија. Спиро енергија, да, еден и единствен, долга е раката на универзумот. Имате временска прогноза? Дарко Лешовски. Симе временски не смееме да го Симе забораваме. временски никако не Јас смееме. едва ја чекам неговата прогноза, инаку не ми се облакам од понеделник натака затоа што Имаше не знам какво време. добар коментар дека одлично пее и стварно навистина ми е жал што не е дел од македонската естрада и што нема издадено свое CD или Симе инаку е и боксер поранешен. Некогаш Се во мултиталенти. Мултиталенти, да. Кого заборави? Бранко, меѓутоа и Тошо Малер, директно Бранко од го Австралија. Го заборавивме спомнавме. Имаме Дарко Лешовски. дописник, го спомнавме. Еден од пишувачите, да. Ги заборавивме и другите луѓе, се надевам дека нема да ни замерат, уште еден куп нели Што ви е најголемиот предизвик? Монтажерите, значи не може да, да без многу нив ништо, важно, да, мораме Мартин да мора ги да си го спомнеме, поздравиме, посебно да. Мартин. Значи неговите монтажи мислам дека ни завршуваат еден убав дел од работата и нас не средува и на шминка. Како што треба. Снежа исто Главно. не шминка, она многу успешна е секаде со нас и се грижи Ни за дофрлаат аутфитот. екипата од И Тилма да си не ја ја поздравиме заборавиме. Екипата од Телма. Нормално дека нема да ја заборавиме екипата од Телма. Последна ќе ја кажете, ама не е толку Најважна, да. Инаку следниот пат ќе бидеме зелен. Не се шалам, супер работиме со нив, стварно. Чисто ме интересира едно прашање, извините, Ајде. значи од преска го мислам. Растевме, споменав во минатото, К15. во 90-тите и нели во новиот век, во 21 век со К15, во неколку етапи, различни форми, некако и
погледнавме многу ликов, меѓутоа нели оние тројца најглавни остана. Што мислите? Еве гледаме сега на запад се случува нели во Америка има избор на претседатели, нели постојано имаат кампањи и така натаму. Таму пародијата и се она што е на своја сметка некако е прифатено. Кај нас веќе тоа некако мора да признаеме дека дури е дискутабилно дали ќе се најдеш некаде нели заокружен. Меѓутоа дали мислите дека со ова што го правите, полека ќе влезете во секоја пора во општеството, па и полека треба нашите демократски политичари, нели, да го прифатат секогаш во овој смисол вчерашни вести. Јас искрено се надевам дека ова ќе се случи. Тоа е целта меѓу другото. Иако мислам дека не сме до таму стигнати, нормално е. За жал менталниот склоп е кај нас. За жал, да, а искрено се надевам дека ќе дојде време кога ќе можеме да правиме сметка нели на сам на себе, што е доблест од една страна. Ние правиме шега на своја сметка. Значи многу работи кои што мене ми се случиле во телевизија или му се случиле на Петар, ги користиме и ќе се насмееш на своја сметка и се надевам дека ќе го прифатат сите оние кои што ги спомнуваме во нашите. Па не секогаш потребна е хумор и сатира. Истото да го направат. Да, воопшто тоа не е лошо. Мене ме интересира како издржувате да не се изнасмеете. Еве последно нешто што гледав е кога гатачот на Петар му кажуваше дека нема да се ожени. Многу бевте сериозни, мислам тоа е нели дел од работата. Но дали се преснимуваат некои од деловите или буквално ги терате од прва? Знај да се пресними во такви моменти, но се трудиме толку многу пати да го прочитаме и текстот и да го размислиме што стварно сериозно да ги разбереме работите, за да не го преснимуваме 50 пати од нашето смеење, инаку смешно е. Да, и не сме толку сериозни, инаку вака ја се смеам многу и на вицови, и на се останато, али кога ќе треба да се сниме, кога ќе се договориме, тоа е, мислам дека од нашата работа тоа е најтешкиот дел, да не се изнасмееме. И за крај, Симона, што ќе гледаме во следното издание на вчерашни новости? Може би од тебе што ќе имаме некако креативен момент? Па за сега не знам ја уште што ќе биде. Кој смееме да кажем? Па да, баш ка тоа е. Баш ка треба последни да дознаеме. Така, го заборавив тоа. Главно. Како да сипете концептот. Многу ми е драго што бевте денеска во утринска или во вечерна на Тилна. Јас ќе ви порачам бидете така. Благодарам што ме поканивте. Во секое време, може септември повторно некако училишна година, нови сезони, така натаму, повторно не идете на гости, меѓутоа и да не поканите да влеземе ние во мистичноста на создавањето на. Па може и ние да поканиме, па вие да ни гостувате во тоа. тоа. Може да правиме скечеви, например, со Симона, односно Езарка, така што да направиме некоја пародија, па и ние да се појавиме, зашто да не? Да бидеме во биографијата на легендарните К15 вчерашни новости. Еден колега ваш веќе се појави кај нас, вие сте поканети, да. Кога сакате? Ние сме само поканети, ама драго ми е што ја прифатиле. Ево официјално јавно покануваме дека во некој од следните епизоди сме кај вас. Мора да финишираме. Да постоите уште многу на Мила, крај. Сега ги слушаме секако вистинските вести, односно првиот информативен блок, меѓутоа по рекламите.